Го продолжуваме неделниот микс. Денеска, почитувани гледачи, има можност да разговарам со мултиталентиран уметник, графички дизајнер, 3D дизајнер и креативец кој создава и стрипови исто така. Неговата работа комбинира раскажување на приказни, визуелна имагинација и технички вештини на многу посебен начин. Добре дојде за Зафир Јованов. Благодарам. Како си, Зафир? Добар сум. Ти благодарам што си дел од неделниот микс и еве имаме можност да поразговараме на неколку теми поврзани со твојата креативна дејност. И еве, како што спомна во најавата, работиш 3D дизајн, графички дизајн, стрипови. Па и те кажи ни како започна ова креативно патување за тебе? Би рекол, почнав од кога сум бил мал. Тогаш цело време од слободно време си цртав, цело време си скицирав. И од тоа успеав да претворам од талент за графички дизајнирање, стрип цртање, боенки и 3D. Така. И како изгледа сето тоа? Прво, ти доаѓа како инспирација цртањето, односно што со прво започна да се занимаваш? Цртањето, дигиталната уметност или пак раскажувањето? Па прво почнав рачно цртање, се скицирање и од таму полека почнав дигитално да вежбам на компјутер и од така ми стана хибридно измешавина и цртам некогаш и рачно и па после на компјутер. Така, значи комбинирано, да, не имаш секогаш исто нели дали прво доаѓа раскажувањето или пак нели цртањето, дизајнирањето, секој помалку. Многу убави фигури можеме да видиме во моментот на нашите екрани. Кога започнуваш нов проект, што обично ја поттикнува првата идеја? Па, например, тикнува по истражување од некои, стрипови, филмови, така добивам инспирација, да се креирам своји оригинални ликови, сцени и приказни од нула. Така, и како тој процес можеш ли да ни го објасниш, како тоа што си го нацртал преминува од скица во твојата тетрадка во готов 3D модел? Па, тоа е комплициран процес. Прво почнувам на компјутер, го моделирам фигурата, а после ја праќам во една програма специјално за рендерирање на фигури, кај што ги претворува во 3D модел. И на крај после ја праќам во една USB картица, кај што после ја конвертирам во микро SD картица, кај што ја ставам во 3D принтерот за да се спреми за печатење. Значи тоа е сепак комплексен процес. Да. Треба и посветување и работа и сето тоа. Сега гледаме доста ликови и од цртани филмови и така натаму. Па колку всушност што е она што всушност е највозбудливо во врска со 3D дизајнот за тебе? Што е она што најмногу те радува кога работиш 3D дизајн? Највише ме радува кога претворувам некоја скица или фигура во 3D, кај што после можам да печатам, да претворам во реалистична физичка скулптура која што би можел да ја држам во рака, како и играчка или така. Да, многу се интересни фигурите, секоја на свој начин си е и со своја приказна што се вели. Има ли проекти на кои што си работел, кои што буквално ги поместиле твои лични граници или технички граници на она што го работиш? Да, секако има. Највише така, сам ги измислам или ги земам инспирација од негде, кај што ги претворувам се од нула кон реалност. Така, и има ли некоја фигура која што посебно ти била за тебе кога си ја изработил? Не, сите еднакво ми се допаѓаат. Сите на свој начин, значи, ти се омилени. Можеби нашите гледачи не можат толку многу да сватат, па еве јас, што се вели, колку всушност труд и работа е потребна за 3D дизајнирањето. Кој дел одзема најмногу време? Највише време одзема моделирањето, во некои програми, 3D Maya, ZBrush или Blender, тие се најсе програми кои што ги користам за 3D моделирање. Така, работиш и како графички дизајнер исто така. Па на кој начин и таа дисциплина го обликува твојот визуелен стил?
Тој визуелен стил еве највише како скицирам или правам работи, прво нели како план фаза ми е тоа кај што ги цртам работите, за да спремам сцена или приказна. Така, еве врат се држам и боенката, прва диносаурус боенка за возраст над 3 години и многу интересно почитувани гледачи, тука освен боенка има и назив, односно име на самиот диносаурус и така што буквално за најмалечките е многу интересно, нели? Да, како дојде на идеја за да изработиш? Така, еве, например, највише на сите деца им се допаѓаат нели диносауруси. И ете, инспирација ми дојде боенка да им направам за нив, ама и тоа не само боенка, и едукативна книга важи тоа. Да. На левата страна диносаурусите ги има за боење, а на десната страна има името на диносаурусот и некои кратки факти за нив. Да, навистина многу интересно изгледа, како што спомна, и едукативно и креативно за најмалите. Каде можат да најдат ова боенка гледачите? Наскоро би можеле да најдат во продавници. Сега уште во планирањето фаза. Така, а може тебе например да ти се обратат на социјалните мрежи или каде може да те најдат? Може да ме најдат на социјалните мрежи или Facebook, Instagram, така. Кај што таму кај што споделувам цел време проектите или цртежи што правам, 3D фигури што принтам и друго. Така што можат нели таму да те исконтактираат, па одлично. Ги спомна во најавата исто така и стриповите. Например, ете ако гледаш некој филм или цртан некој или некаде видиш нешто анимирано, дали од таму црпиш нели инспирација за следна некоја работа? Да, секако. И дури еве од книги што читам и стрипови што читам, и други работи цело време. Од негде кај што истражувам ми доаѓа нешто инспирација, кај што би можел да се креирам нешто свој оригинално. Да. И еве некои од фигурите се и твои оригинални, така? Така. Има различни комбинации, па кој е твојот омилен лик? И од стрипови, и од цртани, некој што најмногу си сака да го изработуваш? Еве, тие например најпознатите суперхерои Бетмен, Супермен, Спајдермен, тие највише ми се допаѓаат. Највише би мило нели да ги дизајнирам тие. И многу на интересен начин, не знам сега колку гледачите може да видат од фотографиите, но твоите фигури не се само вака нели да кажам фигура која што стои, тоа е тоа, туку напротив, имаш доста фигури кои што можат и да светат, да се движат. Како се прави тоа? Дали е многу потешко? Потешко е, да, нели, например, некогаш фигурите не ги принтам на цело, некогаш како парчиња, па после ги склопувам и дури ги бојам со боја и дури еве за да мрдат, например, не знам, им ставам нешто специјална пластика што помага да бидат флексибилни, да мрдат како висински играчки фигури. Така. Стрипови спомнавме исто така дека си автор на стрипови, дека пишуваш. Сега дали се тие хумористични или имаат некој друг жанр? Какви се стриповите кои што сакаш да ги создаваш? Секакви стрипови сакам да создавам, без разлика нели за деца, за возрастни луѓе, дури било како супер херои да е темата, магија, било што да ми доаѓа инспирација, ако мене ми се допаѓа тоа, би знал дека и на другите ќе им се допаѓа кога ќе го видат. Значи широка е самата, нели, твоја имагинација, може се да се направи. Зафир, како изгледа работата на еден дизајнер, мултимедијален уметник? Имаш ли некои лични ритуали кои што ги создаваш? Например, слушаш ли музика додека работиш или остануваш ли до доцна во ноќта? Како изгледа работата на еден уметник? Да, си пуштам некојаш музика, тоа ми помага да се добијам инспирација или додека си цртам. Значи тоа е она што те опушта додека работиш. Создаваш ли нешто што би сакал да ни споделиш возбудливо периодов? На што моментално си фокусиран? Не, сега моментот се фокусирам еве на боенката. Последно би се фокусирал нели на стрипот во слободно време.
планираш ли, например, некоја изложба да направиш или? Ти веќе имаше претходни изложби, нели? Да, порано сум имал изложби и еве, кај што гледате на сликите, еве сум правил пред некоја месеци работилница, правам за 3D печат, и боење, кај што луѓето гледаш доаѓаат, учествуваат, им нудам фигури и бојци и они само ги бојат и си ги земат. Еве овие, например. Тоа е одлично, значи самиот ти ги организираш тие работилници. Да. И секој кој што сака може да ти сконтактира, ете на социјалните мрежи, например, Зафир Јованов, и да ти се обрати за да дојде на работилницата каде што можат тие сами да ги обојат овие фигури, така? Така. Тоа е навистина креативно, баш убаво. Ете и повик до нашите гледачи, доколку сакаат, слободно нека бидат дел и тие од вакви работилници. Значи, може да очекуваме изложба наскоро? Да, секако. Па тоа би било навистина фантастично. Толку многу дела, ти сите овие години создаваш, креираш. Има ли нешто ново би сакал да се пробаш во нешто ново, да направиш нешто ново? Па, во моментот не. Или сега тоа е тоа? Сега тоа е тоа. Така, па одлично. Каде можат гледачите да следат твојата работа? Спомнавме на мрежите, ако имаш нешто друго што би сакал да споделиш ти. Значи ни кажа дека и самата боенка може тебе лично да ти ја побараат, нели? Да, секако. Одлично, добро. Зафир, ти благодарам што ми беше гостин. Се надевам дека колку толку им доближивме на нашите гледачи за тоа како функционира работата на еден навистина мултиталентиран уметник, бидејќи преубави се делата кои што ги создаваш и јас ти посакувам и понатака да имаш инспирација за креирање на толку многу убави фигури, бидејќи е вистинска уметност да од една скица се создаваат вакви фигури, нели? Да. И ете, почитувани гледачи, инспиративно е да се види како еден уметник буквално може да оживее и да ја оживее имагинацијата во толку многу форми и токму затоа и талентираниот Зафир Јованов денеска и го поканивме во неделниот микс. Ти благодарам што беше дел од емисијата. Мило ми е, многу благодарам исто. Исто така и мене, а ние овде полека ќе ја завршиме и оваа епизода и ова издание од емисијата за култура Неделен микс. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете креативни и вие во сето она што сакате да го работите и ве исполнува и гледајте не секако и во следната емисија. Довидување.